Почитувани гледачи, добар ден. Ве поздравувам во првата емисија од новата сезона, 10-та поред, јубилејна, и се надевам дека во сите оние емисии, односно со сите емисии кои што ќе ги презентираме во оваа нова сезона, ќе доставиме корисни информации со оние разговори кои што ќе ги водиме во емисијата Ваш термин. И секако ќе имате навреме да дознаете што се треба да преземете ако нешто не е во ред со вашето здравје, каде да се обратите, што да направите. Во последната емисија од претходната сезона ви ветив дека ќе се потрудам да обезбедам и нешто за вас гледачите. Се обидов и обезбедив нешто, секако за вас, еве во следниве неколку минути ќе слушнете кои се оние покровители кои што се погрижија вие да добиете и по некој подарок. И се надевам дека тоа што ќе го искористите ќе биде во прав момент кога нешто вам ќе ви треба. Накратко би сакала за оние 4 покровители кои што ги имаме во новата сезона, 10-та јубилејна поред, да кажам по 2-3 збора, за да знаете за што точно станува збор и кои се оние кои што ни излегува во пресрет, и многу сум им благодарна. Тоа е Атик Кордо, ординација доктор Наумовски. Таа е прва приватна ординација која што е формирана основана од доктор Јосиф Наумовски со кардиологија и интерна медицина. Нудат специјалистички прегледи, ехопрегледи на срце, ехопрегледи на внатрешни органи, на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во центарот на Скопје, на градот, значи негде блиску до грчката амбасада. Одговорен доктор е доктор Круме Наумовски, специјалист интернист. Потоа Карпино, лулка на енергијата, тоа е водечко, бидејќи од Ербено Били, ќе кажам за нив, значи квалитет, иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербено Били, каде што модерната наука и најстарата традиција на билки, спагирика, достигнуваат еден совршен квалитет, вегански, органски, растителни производи, за многу здравствени придобивки. Ербено Били, купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Потоа одиме со следното, кое ќе ми го покажете режија, Карпино. Карпино, лулка на енергијата, тоа е водечко студио за масажа, кое што нуди физиотерапевски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје, а нуди еден прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет, преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. И на крајот Превентива 99, тоа е специјалистичка ординација по физикална медицина, која што нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рбетниот столб, односно со локомоторниот систем, ехопрегледи, шок-вейв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани. Одговорна докторка, доктор Симона Ристовска, која што е специјалист по физикална медицина и рехабилитација. Значи, тие за денес, односно, денеска ќе поделиме 3 изненадувања за нашите гледачи. Значи, еден кардиолошки преглед од ординацијата на доктор Наумовски, потоа од Карпино доделуваме една релакс масажа и од Превентива 99 еден ехо преглед. Толку за тие кои што се погрижија за вас, односно за покровителите. Денеска како прв мој соговорник во студиото го имам доктор Танер Хасан, кој што е специјалист интернист и ендокринолог, ни доаѓа од 8 септември. Со него ќе говориме за проблемите со тироидната жлезда. Да ве поздравам, да ви посакам добре дојде и драго ми е што сте прв соговорник во новата сезона од Ваш термин. Ви благодарам за поканата и ви пожелувам многу среќа и успех во ова новата сезона, 10-та јубилејна сезона, да. Ви благодарам. Сега ќе ве поканам и вас заедно да го проследиме видеото, односно прилогот кој што е подготвен токму за тироидеа, па некако да ни најави на темата. Добро. Тироидната жлезда е жлезда која наликува на пеперутка, сместена во предниот дел на вратот, веднаш под Адамовото јаболко. Жлездата ја обвиткува трахеата, дишникот од предниот дел и се состои од 2 лобуса кои формираат 2 крилја споени меѓу себе со среден дел истмус. Жлездата е како мала фабрика која го користи јодот најмногу од морската храна и куинската сол која денес е јодирана, за да произведе тироидни хормони.
Овие хормони го регулираат метаболизмот во телото и имаат влијание врз растот и другите важни функции во организмот. Двата најважни тироидни хормони се тироксин, Т4 и триот тиронин, Т3, кои представуваат 99,9% и 0,1% од тироидните хормони, респективно. Хормон со најголема биолошка моќ представува Т3. Откако ќе се ослободи големо количество Т4 од тироидната жлезда, тој се конвертира во Т3. Тоа е активниот хормон кој влијае на метаболизмот на клетките во целото тело. Кога се лачи соодветна концентрација тироидни хормони, машинаријата на метаболизмот во секоја клетка од нашето тело функционира безпрекорно. Меѓупродукт на оваа машинерија е топлината. Една од главните функции на тироидната жлезда е да обезбеди постојана и соодветна телесна температура за обезбедување нормални хемиски реакции и искористување на ензимите, витамините и на минералите, па соодветно при нарушена функција на тироидната жлезда настанува и нивно отежнато искористување. Во ерата на интернетот и достапноста на информации, се повеќе се подигнува свеста за болестите на тироидната жлезда. Многумина не се ни свесни дека имаат проблеми со оваа жлезда и се уште не им е поставена диагноза. Почести се кај жените се смета дека 1 од 8 жени ќе развие тироидно заболување во тек на животот. Затоа во развиените земји се прави рутински скенирање на тироидната функција кај жени по 60 годишна возраст. Заболувањата на тироидната жлезда се на второ место по дијабетесот од болестите на жлездите со внатрешно лачење. Да, еве, од прилогот некако накусо ве информиравме значи што представува тироидната жлезда, меѓутоа за сите оние подетални работи за проблемите, тука е како што најавив и на почетокот доктор Танер Хасан, кој што е специјалист, интернист, ендокринолог. Доктор Танер, дали е ова тука некаде што го имаше во прилогот во однос на тие кусите информации што треба да се достават до нашите гледачи? Во однос на заболувањето кај жените, значи втора позастапеност? Да. Како стојат работите? Значи, заболувањето на тироидната жлезда е повеќе застапена кај пациент од женската популација. Значи, имаме поголем број на пациенти од женската популација во споредба со машката популација. Со односот е 4:1 во полза на женската популација. Тироидната жлезда е, како што беше во објаснето убаво во прилогот, еден од најголемите жлезди, ендокрини жлезди со внатрешно лачење во човековото тело, кој што игра многу важна улога во регулирањето на метаболизмот во организмот, во регулирањето на исхраната, односно во регулирањето на енергијата што се внесува и што се троши, исто така во регулирањето на телесната температура, во регулирање еден дел на телесната тежина, исто така кај пациентиве, исто така во репродуктивна фаза кај младата женска популација, кај нив исто така има големо влијание и посебно тие што имаат проблеми со репродуктивни хормони, обавезно и кај нив треба да се провери тироидната жлезда, односно функцијата на тироидната жлезда. Така да можеме да кажеме дека делува како контролор, организатор на сите хормони и на метаболизмот во организмот, затоа има големо значење и треба да се обрнува внимание. Так. Пред да почнеме да ги образложиме оние два типа на проблеми кои што има хипотироидизам и хипер, би сакала само да ве прашам во однос на овие пост-ковид проблеми, бидејќи вие секојдневно се соочувате со вашите пациенти и ви кажуваат што како. Дали има многу од оние кои што се уваат со проблеми со тироидната жлезда, кои што прележале ковид или пак нешто им после прележан ковид се појавиле проблеми со тироидната жлезда? Што се најчестите проблеми? Да, интернистички. Да, пост-ковид пациентиве најповеќе што ги среќаме, пошто ние долго време, околу 2 години се занимававме само со оваа проблематика во нашава установа. Поголем дел од пациентиви имаат хормонални проблеми пост-ковид, а најчесто тие се тироидните компликации, односно пореметување на тироидните хормони. Посебно кај пост-ковид, кој што може да трае и до 6 месеци кај дел од пациентиве.
Исто така има и проблеми со гликемијата пост-ковид, кој што исто така може да трае подолго време. Луѓе кои што порано немале диабет па развиле пост-ковид периодот. Исто и тироидната жлезда и другите. Меѓутоа најчести компликации се пост-ковид што ги среќаваме се со гликемијата, односно со диабетесот, како ново откриен диабетес. Исто така и тироидни пореметување. Посебно тироидните тие што порано веќе имале подлога за тироидно заболување или имале хипотироза или обратно хипертироза, кај нив вакви проблеми многу почесто се среќава во пост-ковид периодот. Тука има влијание има вирусот, односно коронавирусот или другите вирусни инфекции, исто така може да делуваат, ги пореметуваат лачењето на хормониве, на тироидните хормони, нивната регулација. Исто така може да создаваат нови антитела кои што претhodно ги немал пациентот, па после тоа да се формираат тие антитела и да ги уништуваат тироидното ткиво. Така да, исто така и пациентиве што биле на терапија подолго време со кортикотерапија, кои што многу често ги дававме кај пациентиве со ковид инфекција. Исто така дел од пациентите што примиле моноклонални антитела во текот на терапијата со коронавирусот и кај нив многу често има тироидни заболувања. Затоа се препорачува веќе пред да се почне со ваква терапија кај пациентиве, било да е тоа од корона или од некоја друга инфекција, треба прво да се распрша дали имаат проблеми со тироидни хормони или да се земаат базалните вредности, односно базални испитувања за тироидната функција, па после тоа да се почне со терапија кај пациентиве. Така. Ајде да ги објасниме оние два главни проблеми кои што се случуваат кога говоревте за телесната тежина. Обично кога човек нагло ќе ослаби или пак нагло ќе почне да накачува килограми, тогаш веднаш се посочува да се проверат тироидните хормони. Ајде да кажеме што е кога е покачен тироксинот, а што е кога е намалено лачењето, симптомите и така натаму малку да објасниме. Да. Меѓу најважните пореметувања на тироидната жлезда е хипотироидизам, односно намалување на функцијата на тироидната жлезда и обратно хипертироидизам, зголемување на функцијата. Најчесто се среќаваат проблемите со хипотироидизам, односно намалена функција на тироидната жлезда, посебно кај женската популација и тоа во по младата женска популација меѓу втората до четвртата декада од животот. И најчесто кај нив доаѓа до намалување на тироидната функција. Главна причина за тоа 90% е создавање на антитело, односно автоимуна тироидна болест или со други зборови Хашимото тироидидис. Кај овие пациенти има намалување на тироксинот, со тоа се намалуваат сите функции на повеќе органи во организмот, така да се намалува функцијата на срцето, на бубрезите, на мозокот. Повеќето од овие пациенти се жалат од замор, исто така од дебелење. Меѓутоа не секогаш е поврзано со дебелењето со тироидната жлезда. Кај мал дел од пациентите може да влијае на дебелината, меѓутоа процентуално тоа е многу малку и занемарувачко е тоа. Повеќето од дебелината знаеме дека е поврзано повеќе со исхраната и животниот стил, односно начинот на живење. Така. Меѓутоа и тироидната жлезда делува, посебно кај хипотироидизам. Кај нив доаѓа до зголемување малку на телесната тежина, меѓутоа тоа не е некое... И не мора да значи секогаш. Да, не мора да значи секогаш. Кои се тие други поспецифични симптоми кога станува збор за намалено лачење на тироксинот? Чувство на студ повеќе, исто така сушење на кожата, опаѓање на косата, проблеми со менструални циклуси, исто така репродуктивни хормони, пореметување. Исто така кај дел од пациентиве влакнавост може да се жалат пациентиве, посебно во младата популација, женската популација. Тешкоти при концентрирање на некоја работа, не може да се концентрираат, повеќе од тоа се жалат. Замор, како што напоменав и претходно, овие се најчестите. Анемија може да направи исто така, тие што се слабокрвни обавезно треба да проверат и тироидни хормони. Така да овие се најчести 90% од пациентиве се жалат од овие симптоми. А кога се лачи од повеќе, тогаш? Да, тогаш во состојба на хипертироидизам, тогаш обратно пациентиве имаат тахикардија, срцебије, имаат потење, профузно потење повеќе и кај нив исто така може да има опаѓање на косата, исто така замор и тие имаат.
нервози, тресење на рацете, тремор на рацете посебно, кај овие пациенти обавезно или покачување на крвниот притисок, исто така треба да се сомневаме на тироидната жлезда. Кога се однесува... И слабење исто така, и слабење, кај овие пациенти веќе е забележително тоа, пациентиве покрај добриот апетит, покрај нормалната исхрана, сепак губат во телесна тежина и тоа не можат да го објаснат и затоа треба тука да се сомневаме од тироидните хормони, односно од хипертироидизм. Така, значи ако се почувствуваат овие симптоми за кои што говоревме, без разлика дали станува збор за зголемено или намалено лачење на хормонот тироксин, тогаш веднаш да се консултираат со интернист ендокринолог и да направат еден преглед за да видат за што станува точно збор. Како оди еден преглед кога кај вас ќе дојде некој пациент со вакви проблеми или со вакви симптоми, без разлика дали станува збор за зголемено или намалено лачење на тироксин? Што кај вас правите како диагностика? Да. Првенствено треба да се зема една добра анамнеза од пациентот. Имаме ние спремено некои прашалници кај што се поставуваат неколку прашања и кои што можат да не подсетат или да не посочат дали се работи за тироидно заболување или не. Па после тоа одиме на лабораториски испитување, проверуваме тироидни хормони, исто така и тироидни антитела. Заедно со тироидните хормони може да се проверат и биохемиски параметри кај пациентиве и крвна слика. После тоа одиме на трета опција ни е ехо прегледот кај пациентот. Тоа е многу важна метода исто како и хормоните. Значи целиот преглед се состои од анамнеза, лабораториски анализи и ехосонографија кај пациентиве и па според резултатите одлучуваме дали има некое пореметување, исто така дали се работи за некоја автоимуна болест или ендемска некојаш, многу ретко е, сега порано многу имало поради дефицит на јод. Ако се сомневаме на дефицит на јод, тоа треба да се провери од урина, обично се проверува на 24 часовна урина и според тоа се одредува дали има недостаток на јод, кој што е најважната компонента на хормонот тироксин. Кај во поголемиот дел од земјиве повеќе е со автоимуно заболување, меѓутоа има делови во земји кај што се ендемски подрачја, како во Македонија во поранешниот период во Полошкиот регион се рачунало како ендемско подрачје и затоа многу имаме такви пациенти што се жалат што имаат проблеми со тироидната жлезда во тој регион посебно. Ајде тука сега повторно ќе се обратам до нашите гледачи, бидејќи кажав дека имаме подароци од нашите покровители. Значи имаме од Атикор, ординација доктор Нумовски, еден кардиолошки преглед, имаме од Карпино една релакс масажа и од Превентива 99 еден ехо преглед за она за кое што е потребно. Тука ги повикувам нашите гледачи, првите тројца кои што ќе се јават, да си добијат на подарок и да можат да си ги искористат овие подароци, да појдат и да ги посетат нашите покровители, а претходно кажав нешто повеќе за нив. Доктор Танер, кога веќе ќе воспоставите вие диагноза, се препишува одредена терапија, дали таа терапија, без разлика дали станува збор за хипотироидизам или за хипер, останува да се пие до крајот на животот или пак можеби кога веќе ќе дојде во некоја нормала работата на штитната жлезда, па тука се прекинува. Како одат работите? Обично кај хипотироидизам, кога има намалување на функцијата на жлездата, таа терапија е доживотна терапија, пошто треба да се намалува нивото на хормонот и тој хормон треба да се субституира, а тоа го правиме преку давање на терапија, таблетарна терапија, односно субституција на тироксинот. Таа терапија е, како што реков, доживотна терапија, меѓутоа треба почесто да се направат контроли кај пациентиве, да се провери нивото на тироксинот и според тоа да се одредува дозата на терапијата, односно на лекот, пошто има моменти кога треба да се намалува или обратно да се зголеми дозата на кај пациентот, посебно кај прележување на некои инфекции, хронични други кардиоваскуларни болести или бубрежни болести, кај нив треба малку почесто да се види концентрацијата на, односно нивото на тироксинот во крвта и според тоа одредуваме терапија.
Меѓутоа, веќе објаснуваме на сите пациенти дека ова е субституциона терапија, ќе трае доживотна и најважно е да се регулираат хормоните да бидат во референтни граници. А тие референтни граници според возраста се менува, значи не е исто еден млад пациент да дојде во например 30 години што има и еден пациент на 60 години. Кај нив и референтните вредности за нивото на тироксинот се менува, исто така и дозата се менува. Исто така тука треба да напоменеме и групата на пациенти жениве, посебно во репродуктивна фаза, односно трудниците. Кај бремените жени и кај нив треба повеќе да се внимава на тироидната жлезда, обавезно при дознавање дека се бремени, односно во гравидна состојба, одма треба да се проверат тироидните хормони и после тоа последователно, ако имаат проблеми или намалување или зголемување или во фамилиарна анамнеза од прво колено, ако имаат роднини со тироидно заболување, кај нив секој втори или трет месец треба да се провери тироидните хормони во текот на бременоста. И затоа тие референтни вредности на хормонот има за секој триместер, има различни референтни вредности за првиот триместер, за вториот и за третиот триместер од бременоста и кај нив треба одма да се направи субституција. Исто така имаме проблеми, доаѓаат пациенти што имаат проблеми со бременост, односно што лечат стерилитет, и кај нив, посебно кај женската популација, кај нив треба пред да се планира инвитро или вештачко оплодување, ако и се планира тоа, треба прво тироидните хормони да се регулираат и за такви пациенти имаме посебни референтни граници на тироксинот, така да има различни референти, не е секој пациент ист и затоа и терапијата е индивидуална кај овие пациенти и дозите треба добро да се регулираат. Пошто мали вака варијации во вредноста на тироксинот може да делува на другите репродуктивни хормони, а со тоа да имаат проблеми со бременоста, односно со стерилитетот. Го спомнавте Хашимото, автоимуното заболување кај тироидната жлеза. Дали е тоа нешто посебно за разлика од хипо и хипер? Автоимуна тироидна болест најчесто оди со хипотироидизам, меѓутоа може да направи и хипер, како што е. Дали има разлика ако е само намалено лачење на тироксин и Хашимото, има ли разлика? Не, исто е. Хашимото значи хипотироидизам. Добро. Многу ретко може да направи еден краток период, транзиторен период е тоа, може околу 2-3 недели до месец дена во хашитоксикоза да влезе, односно во еден многу краток период да има пациент хипертироидизам, па после тоа хормоните пак да се нормализираат и после тоа да влезе во хипо, значи во хипотироидизам и после тоа цел живот е во хипотироидизам. Значи 90% е хипотироидизам, кај Хашимото, ако се работи. Така, значи тоа е едно исто, така речено. Сега кажавме овие две состојби, меѓутоа има и други проблеми со тироидната жлезда, тоа се појавувањето на јазлите на штитната жлезда и цистите. Што значи тоа? Јаздите се многу чести во општата популација. Знаеме дека околу 10% од општата популација, ако правиме еден скрининг на популацијата, 10% веќе имаат јазли. Меѓутоа тие јазди не се приметуваат, односно не даваат симптоми и затоа пациентиве луѓево ние не знаеме дали имаме или немаме. Тоа се проверува само со ехо преглед, ултрасонографија. Поредко може да приметат и пациентите ако димензиите на јаздите се поголеми или со текот на времето расте димензијата. После 2 до 3 сантиметри кога доаѓа димензијата на јазолот, тогаш почнува да врши притисок во околните структури на тироидната жлезда и после тоа настануваат симптомите. Најчесто се жалат пациентиве од стегање околу вратната регија, односно чувствување на оттекување на вратната регија и така доаѓаат на преглед. И тоа најубаво се гледа на ехо прегледот. При правење на ехо прегледот се приметуваат тие јазли и во многу мали димензии можеме ги приметуваме, почнувајќи од 2 до 3 милиметри па нагоре. И многу важно е дали се работи за малигна болест или немалигна болест, односно бенигна состојба. За среќа наша, 90% од тие јазли се бенигни, затоа пациентиве не треба да се плашат и да мислат дека секој јазол е канцер, тоа не е така. Значи 90% е бенигно, кај 5 до 10% од пациентиве некојаш тие јазли знаат да малигнизираат.
така да не треба, малку треба порелаксирано да ги сватат овие работи и да не трчат одма да мислат на лоши работи. При ехо прегледот има некои критериуми што не насочуваат нас дали се работи за... Знаете вие кога би можело... Значи големината, многу е битно големината на јазолот, односно исто така и структурата на јазолот, маргините на границите на јазолот и формата, геометриската форма на јазолот, дали е округла или дали е на друг начин. И сите тие ни покажуваат дали има калцификати внатре или не. Сето тоа ни дава податок дали се работи за малигна или немалиген јазол. Ако се сомневаме дека се работи за малигно нешто, тогаш одиме на тенко-иглена биопсија кај овие пациенти во склоп на ехо прегледот, тоа се прави. Се зема примерок од јазолот со тенка игла и после тоа се испитува цитолошки и според тој резултат, наодот од цитологија, одредуваме дали треба понатаму да се продолжи со терапија или обратно дали има потреба пациентот од хируршки зафат нешто. А додека цистите се нешто друго? А цистите се, значи, тие се водени цисти, најчесто вода има, течност има внатре, цистите се 100% бенигни кај овие пациенти и не треба да се плашат пациентиве. Дури за цистите не се препорачува ни биопсија да се направи, евентуално само ако димензиите се многу зголемени, над 3-4 сантиметри, и ако врши притисок на страничните структури и ако се жали од оток пациентот, може да се направи тенко-иглена, не е биопсија тоа, само се аспирира течност внатре за да се намали волуминозно, да се намали цистата, или обратно може да се даде етанол, ние даваме алколна солуција, чист алкол се дава внатре, значи таа течност што се влече и се надокнадува со алкол, а алколот си прави некроза на цистата и се намалува. Со текот на времето се суши целата циста и така да немаат потреба после од операција само за циста ако е. Така. Значи не се дава некои таблети во однос на... Не, таблети, значи терапија за тироидна жлезда, тоа треба да се разјасни убаво, значи за јазоли терапија нема, фармаколошка терапија нема. Има хируршка терапија ако има потреба, се ваѓа тоа, се отстранува и толку. А фармаколошка терапија се дава само кога има пореметување со хормоните. Работата на хормоните. Да, хормоните, ако се во нормални граници, терапија не се дава, се иследува пациентот, на 6 месеци еднаш правиме контроли, ги следиме димензиите на јазолот, структурата дали има, се променува, дали димензионално се расте, тогаш одредуваме. Меѓутоа, се додека се хормоните во нормала, терапија не се дава. Так. Доктор Танер, што е тоа што предизвикува пореметување на работата на штитната жлезда? Кои се тие причини кои што, еве, например, некако да знаат и нашите гледачи, па во секојдневието како да се однесуваат? Значи, најчести причини, овие се генетски промени. Најчесто автоимуни, генетски проблеми, тие што имаат во фамилијарна анамнеза од прво колено, посебно за тироидни болести, тие треба повеќе да внимават. Исто така и тие што користат некои лекови, посебно треба да напоменеме кардиоваскуларни лекови за аритмија, односно дисритмија на срцето, се дава амиодарон, таблети. Некои таблети што ги користиме и многу користни се за лекување на дисритми, срцеви заболување, меѓутоа тие содржат големи количини на јод во таблетава, а таа терапија долгорочна терапија, кај пациенти со години ги земаат тие лекови, кај нив со текот на времето доаѓа до акумулирање на јод во организмот, повеќе отколку што имаме потреба ние во секојдневниот живот, а тоа да врши јодот кога се акумулира многу во прекумерни дози, врши супресија, односно ја намалува функцијата на тироидната, може да оди во хипо и поретко во хипертироидизам. И кај нив треба да се внимава, кај овие пациенти. Меѓутоа, најглавната причина се генетски причини, генетски промени што настануваат. Некои мутации има, вирусни инфекции и тие може да провоцираат. Најчесто е ова. Обично кажавте дека негде во третата, четвртата деценија се јавуваат проблемите. Како стојат сега работите од секојдневието вашата пракса? Се јавуваат ли кај млади? Еве, кажавте кај младите во репродуктивниот период. Во младата популација, повеќето од пациентите ни се од младата популација. Тогаш станува збор за хипер? За хипо повеќе доаѓаат, автоимуни. Автоимуните во повеќе се среќава кај младата популација. Има и кај деца исто, конгенитално може да имаат од мајката да се пренесе на детето. Имаме мали пациенти 5-6 годишна возраст што се со хипотироидизам.
и после тоа цел живот продолжуваат со Цел живот терапија пијат? Да. Ова Да, прв пат исто. слушам дека кај деца Да, толку и кај млади. деца има доста. Со нив повеќе од детска ендокринологија, Така, тие така, од на педиатрија се занимаваат. Меѓутоа после тоа цел живот, после 16 годишна возраст, тие се префрлуваат кај нас и ги следиме нив. И тие цел живот се со субституциона терапија. Така. А додека кај овие другиве возрасти, кои се вака најзастапени, која возраст е најзастапена, каде Најзастапена можеме да- возраст за хипотироидизам или хипер Добре. е од 2 до 4 деката. Значи од 20 до 40 години. Да, а што се однесува до тироидните јазли, Добре. односно нодули, тогаш малку повозрастната за популација. повозрастната популација станува збор, 5-та, 6-та декада тука е прави кулминација. Во однос на хормоните повеќе во кај младата популација и затоа им викаме ако имате проблеми со хормони може да ги имате првите на 20, 30 или 40 година, после тоа ако сте немале до тогаш многу поретко е да имате проблеми со хормонални, после пациенти од женската популација тие влегуваат после 50 Така. годишна возраст веќе во менопауза и затоа со хормоните многу помалку имаат после тоа проблеми. Кажете ми, што друго освен терапијата, кога веќе ќе се случат овие проблеми со хипер и хипо, им препорачувате на треба ли да внимаваат со стилот на живот, со исхраната? Има ли нешто што некои други препораки што треба да ги применуваат во секојдневниот живот? Значи, здравите што друго луѓе, влијае? прво треба да внимаваме на внесот на јод Добре. во исхраната. Меѓутоа, внесот на јод не треба да биде ниту прекумерно, Така. ниту намалено. А знаеме дека јодот го има во солта? Да, и јодот има во солта, веќе со препораките на Светската здравствена организација, задолжително е секоја држава во солта, готварскиот сол, да содржи јод. И затоа веќе немаме многу региони во светот кај што има ендемско подрачје, односно дефицит на јод. Така да помалку имаме потреба од јод. Пошто имаме тие дневните количини, многу малку се тие дневни количини што имаме потреба за 24 часа, тоа е од 100 до 150 микрограми дневно. Само кај трудници и кај доилки имаат тие малку повеќе потреба од јод, кај нив до 200 микрограми дневно. Сега многу популарно е бразилско оревче јадат, многу ореви Така? јадиме и затоа во Тоа едно содржи јод? Да, содржи Добро. големи количини на јод, меѓутоа едно оревче до 2 оревчиња дневно е доволно. Толку само, не смееме повеќе. Не смееме повеќе. Ако јадеме повеќе може да дојде, кај секого не. Меѓутоа има ризик за хипер јодизам. Тоа сега говориме за луѓето кои што За немаат здрави проблеми. луѓе. За Значи здрави можеме луѓе. едно-две на Да, ден, толку за е да потребата, одржуваме нормална дневната. работата на функцијата на Да, телината. дневната потреба е толку. Така. Овие се препораки на СЗО. Значи сегде и во интернет профилите можеме да ги проверите и Така. пациентиве исто и гледачите може да проверат. Исто така може да користиме селен малку, селенот Добро. делува посебно кај тие има студии доста во светот направени кај што покажува дека има позитивен ефект врз антителата, односно во стабилизација на тие тироидни антитела, односно кај дел од пациентите до намалување доаѓа на нивото на тие антитела и затоа тие слободно може да ги внесуваме, меѓутоа не во прекумерни количини, за се треба да се води сметка за дозата. Така. Нешто посебен третман, посебна исрана, нешто нема. Нема, За значи, тироидна нема. Освен Тоа овие. повеќе важи да, за диабетот. повеќе важи за диабетот. Така. Во диабетот е основата е исраната. Исхраната и физичката активност. Да. Така, значи, колку што можев да забележам, главната препорака од вас, како одговорни за оваа проблематика, кога станува збор за хипо и за хипер, е терапијата да се зема Контролите, правилно да. и контролите, обично на 3 месеци, Скрининг. кажавте? Кај Или 3 за месеци, зависност? кај гравитната, односно кај трудниците, тоа се Добро. однесува. А за другите За здравите луѓе што немаат проблеми, во репродуктивна фаза еднаш годишно е доволно. После тоа на 2 години, на 3 години еднаш може Така. да се провери. А оние веќе кои имаат проблеми, колку често барем доаѓаат на кај 6 вас? 2 пати годишно треба да пати направат годишно, така. контрола, да. И ако има некој... Ако има потреба за промена Така, на во се терапија нешто менува или дозите терапијата. да се менуваат нешто, тогаш тоа го правиме. Ама 2 пати до еднаш годишно треба да се направи контрол. А зошто повеќе кај жените се јавуваат? Заради хормоните?
Па женската за жал така е, кај жени во оваа болест е многу позастапена. Има некои болести кои што се кај мажите многу повеќе. Да, поспецифични. Меѓутоа кај мажите, иако се тие во помала процентуално во помалку е застапена болеста кај нив, сепак кај мажите малку е посериозна работава. Може да има резистенција на терапија, потешкоти во регулирањето. Тие чворови, ако има чворови пациенти, тие си имаат поголем ризик за малигност, малигни во споредба со женската иако популација. Иако е поретко, ама па поспецифични. Да, тие се поспецифични и посериозно треба да се свати кај нив. Што вака како за крај би им препорачале на нашите гледачи во однос на оваа тема? Јас би препорачал да знаат дека тироидното заболување е многу честа појава, треба да се води сметка, да се направи скрининг, и затоа и матичните лекари тоа може да направат, не мора да дојдат директно на ендокринолог. Така. Тироидните хормони секој матичен лекар може да ги назначи, да провери, евентуално ако има проблем тогаш да се упати пациентот на ендокринолог. И да препорачам дека да се води сметка на терапија ако имаат, да ги земаат редовно лековите, да не забораваат. Ако имаат чворови, барем еднаш годишно да се направи ехо преглед, за да се види големината и структурата на жлезата. И да не се плашат од тироидното заболување, пошто за тоа има лек. Така, затоа постоите вие, интернистите ендокринолози, кои што нели ги следите овие работи и ги третирате и им помагате на оние кои што ги имаат овие проблеми. Доктор Танер, јас ви благодарам за денес. Еве го започнавме некако ова прво издание на ваш термин во новата 10-та сезона. Соработката со вас останува, па се надам во некое друго издание. Еве ќе проговориме и за дијабетот, бидејќи како што кажавте и претходно, веќе и после ова ковид пандемија многу зачестана појава, дури и кај луѓе кои што немале никаков проблем. Ви благодарам многу за денес. Ви благодарам и јас за можноста. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес и благодарам за вашето внимание. Еве започнавме новата сезона, па секој понеделник сме тука да се гледаме, да се дружиме, да се информираме за сите проблеми со вашето здравје. Ве оставам во убаво расположение, имајте убав остаток од денот, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.